Струмичкото поле се полни со отпаден бетон. Тони бетонска смеса се истура покрај патот во близина на откупно-дистрибутивниот центар, каде се наоѓа огромна површина необработено земјиште. Со оглед на количината, зафатената површина, но и различната тврдина на смесата, најверојатно подолг период се истура на оваа локација. Ова е само една од стотината диви депонии кои што никнуваат на периферијата на Струмица и населените места. Од градежен до земјоделски отпад се истура на ваквите локации. Струмичкото комунално предпријатие во неколку наврати објавуваше акции за чистење на диви депонии, но тие постојано се обновуваат. Градоначалникот Костадин Костадинов најавува двосменско работење на комуналните инспектори на општината, бидејќи нивните анализи покажувале дека најмногу се фрла во доцните попладневни, но и вечерните часови. За пријава на отпад и диви депонии, Костадинов дури го остави и својот телефон на социјалните мрежи. Граѓаните полесно така да го комуницирале. Преку чинот на објавувањето на мојот личен број, сакам да пуштам апел и во општината, особено до одговорните луѓе, а пред се мислам на директорите на јавните предпријатија, мислам на раководителите на сектори, на надлежните служби, да и тие своите телефонски броеви ги објават, да ги мотивираме граѓаните на што е можно повеќе непосредна комуникација со општината. Тоа го подига секако нивото на транспарентност на општината, но секако си го подобруваме нашето секојдневие. Само со непосредна комуникација Струмица ќе биде уште подобро. На почетокот на оваа година, јавното комунално предпријатие Комуналец исчисти околу 30 депонии кои биле отстранети во 2020-та. Се претпоставува дека само за неколку месеци се обновуваат истите диви депонии во Струмичкиот регион.